Добре дојде во студио за Јасмина Голубовска. Вие сте дел од движењето Шарената револуција или дел од шарените. Денеска вие заедно со неколку членови доставивте барање до претседателските кандидати Пендаровски и Силјановска за некаква средба. Може ли да кажете повеќе за оваа идеја и иницијатива? Иницијативата првенствено произлезе токму за време на претседателските избори од она што гледавме како кампања организирана од страна на самите политички партии, односно оние кандидати кои што учествуваа во трката. Еве во вториот круг останаа само двајца. Меѓутоа бурно ги следавме ние кампањите на сите кандидати. Од тука видовме дека просторот за граѓаните повторно некако се стеснува. Меѓу другото, во своите кампањи кај кандидатите забележавме да зборуваат во име на луѓе со кои што воопшто не стапиле во контакт или пак движење како што е Шарената и така натака, со што нивниот легитимитет или кредибилитет беше малку сомнителен дали како воспоставиле со кого контакт воспоставиле, тоа што ние разговараме редовно меѓу нас. Редовно се состануваме и се гледаме, ниту еден од нас не беше прашан дали дава подршка, не дава подршка, за кои избори станува збор на кој кандидат. И слично, за да се решат тие дилеми, седнавме малку да разговараме за тоа како во суштина можеме, кога веќе ги повикуваат граѓаните, како можеме на вистина на пиедестал да ги ставиме барањата, односно прашањата кои што ги засекаат граѓаните од општественото живење. Кои се тие ние? Така, заради тоа што таа шарена револуција беше на вистина едно големо движење од сите структури од сите класи, дури од сите партии. Како се издвоивте сега? Ние како иницијатива, како иницијатори, и кого представувате? Ние сме дел од претходното движење, односно Шарената револуција, и тоа е несомнено, никој не може да го одземе од нас во однос на нашата активност како граѓани и како што секојаш сме учествувале на ваков или таков начин да поставуваме прашање кон он кој што е на власт, кон тие кои што се на власт, па така и сега. Ние сме само дел на луѓе кои што покрена иницијатива и кои што се уште живеат со идеалите на Шарената, не Шарената како таква, затоа што сепак тоа движење беше насочено кон друг систем на вредности. Сите знаеме дека во тој период имаше тоталитарен или барем подготовка на тоталитарен режим и не можеме да зборуваме ние за истите услови. Меѓутоа, дел од нас се уште чувствуваат потреба да бидат активни кога станува збор за поставување прашање кон оние кои што се на власт. И дали истите тие ги застапуваат или не ги застапуваат нашите интереси како граѓани. Затоа велиме дел од нас се уште постојат со интерес да активно да учествуваат во ова општество, да го дадат својот придонес, а во случајот дојдовме до идеја како да воспоставиме директна комуникација помеѓу оние за оние кои што зборуваат јавно партиските кандидати, едни ги нарекуваат неопределени, други ги нарекуваат разочарани и така натака. Ние само сакаме да кажеме дека доколку смета дека постојат такви групи на граѓани, пред да ги употребуваат во своите кампањи, би требало да ги прашаат што тие граѓани во суштина сакаат. Значи, вие сте дел од тие, разочарани, неопределени, јас би рекла политички активни. Но неопределени партиски, на тоа се мисли. Апсолутно неопределени во смисла на партии. Да, меѓутоа политички активни како граѓани и свесни за тоа што се случува. За да избегнеме понатамошна манипулација, особено на Шарената револуција, ние моравме како дел од тоа движење да реагираме. Во спротивно можеа да ја земат во пропагандата на машинерија едните, другите, третите да се залепат со сите бои ако сакаат. Можеа да изнесат луѓе кои од нивните табори да ги представат како вакви, такви или онакви, за да спречиме и понатамошна манипулација. Меѓутоа, истовремено и да не се срамиме ние дека сме биле дел од тоа движење, дека се уште живееме со идеалите на Шарената и ќе продолжиме, затоа што тоа се сепак наши лични карактеристики на луѓе пред се, ни во било каква улога на граѓанин или пак во улога на некоја друга општествена улога, конкретно како луѓе, ние сме тие луѓе, истите луѓе,
кои што ги доведуваа во прашање претходните власти, сега само наоѓаме поинаков начин, односно иницијатива на Мегдан, која што ја нарековме, да направиме повторно врска помеѓу граѓаните и кандидатите, кои што утре ден ќе не представуваат, да знаат дека не можеме со класичните кампањи и на начинот на еден далечен и дистанциран начин на комуникација понатаму да учествуваме во политичкиот живот, затоа што ние сметаме дека со шарената револуција направивме еден чекор напред, која што беше инклузивна, така и сега, инклузивна и отворена за сите политички партии, представници, поединци, групи. Буквално тоа беше една фина мешавина од се и се што. Така и до ден денеска би сакале инклузивно и транспарентно да ги отвориме овие прашања и воедно и кандидатите, доколку се транспарентни и сметаат дека би биле кандидати за сите граѓани, не гледаме зошто не би одговориле на една ваква иницијатива, да дојдат и да се соочат со граѓаните директно со прашања, не преку посредници, новинари, бидејќи сметаме дека новинарите се сепак посредници, или пак нивните партии, нивните кампањи, туку директно да седнеме во тет-а-тет средба, доколку ние ќе им доставувате прашања од граѓаните, да, кои што веќе ги собираме на хаштагот на Мегдан, на нашата официјална страница, на Facebook, на Twitter, така. Добро. Можат слободно да ни ги пишат во инбокс, сакат јавно, сакат анонимно, не е проблем до кој од кандидатите ќе ги пренесеме или пак се надеваме ако одговорат еве на денешната покана. Добро да одговорат. На директна тет-а-тет средба. До пред изборите, до молкот. Да, ние очекуваме средбата да се случи нормално пред молкот. И тогаш да одговараат на прашањата. Да. Добро, како ве дочека Пентаровски и Силјановски? Не беа нели кандидатите секако не се во просториите, но она што нивните партии ни посочија или кои што ги кандидираат партиите е токму тоа, едните не посочија во штабот на кандидат за председател Стево во Центар, на улица Македонија, додека другите не опатија кон главната зграда на партијата ВМРО ДПМН и имавме отворена врата и истовремено можеби имаше и некоја забуна во однос на комуникацијата, требаше малку да почекаме во однос на кандидатот Гордана Тавкова. Така што да почекате? Да почекаме малку, да се консолидираат, бидејќи беа известени дека денеска ќе дојдеме да доставиме покана, меѓутоа очигледно можеби не ја споделиле информацијата помеѓу себе. Со тоа што почекавме известно време. Пред палатата, Белата палата на ВМРО? Зградата на ВМРО. Малку беше чудно за мене во однос на евоцирање на спомени од некое време. Кога се протестираше пред Белата палата. Добро. Во оваа зграда, без да има полициски кордон пред неа. Меѓутоа во ред ја примија поканата и беа експедитивни дека најверојатно до утре веќе ќе имаме одговор. За средба со кандидатите. Да, ми беше посочено дека до утре веќе ќе знаеме дали ќе ја прифатат оваа покана. Доколку ја прифатат и едниот и другиот кандидат, ќе се координираме и со нивниот и нашиот распоред, да седнеме и да разговараме во формат на каков што ќе се договориме, меѓутоа ќе биде најверојатно исто модератор од наша страна, за да може сите прашања колку што можеме да ги направиме дали во кластери на прашања или во директни, зависи какви прашања ќе ни пристигнат. И исто така и да го направиме отворен тој ден кога и да се сретнеме за граѓаните. Значи да имаме предвид дека ние сме само иницијатори и ние сме само дел од едно движење кое што некогаш постоеше. Иницираме една ваква граѓанска средба, затоа што сметаме дека сега е правиот момент, дека е потребна и затоа што искрено толку празни ветувања во оваа кампања немам, не дека и во други не сме слушнале, меѓутоа во конкретно доста ни е малку вака од празни зборови, ни треба нешто конкретно да ни кажат согласно ингеренциите на председателот, како во одредени области во овие системски би делувале за промени. Затоа што нели се бавиме со истите горе до социјални барем проблеми веќе предолго. Една од критиките кон вас вперена во оваа иницијатива за средба со кандидатите, зошто ги изедначувате Пендаровски и Силјановска?
Таа е кандидат на партија, на ВМРО-ДПМН, која всушност на нова партија која се представува, реформирана исто така, иако таа вели, самата Силјановска вели дека тежи кон реформирање, но тоа е партија, незиниот лидер никогаш не се извини за потезите на претходната гарнитура во време на владењето на Груевски и од тоа всушност, од тие потези на ВМРО произлезе и шарената револуција која стремеше, која беше всушност еден вид револт, протест против владењето на Груевски, за правда, за правично општество, егалитаризам, демократско општество. Денеска го поставивме токму ова прашање кога на пресконференцијата при примопредавањето на така наречените покани. Прашањето кое што беше поставено е зошто, нели, кои прашања би ги поставиле вие на кандидатите и зошто во ваков состав. Сметам дека токму треба да се постави ова прашање лично, тоа и го одговоривме. Сакам да чуем од кандидатката, особено, еве јас лично, надвор од сите, да кажам, формалности, бидејќи ова ќе биде неформална средба, да се погледнеме човечки во лице, јас која што сум стоела 7 години позади кордоните, и таа која што денеска стои на позиција да биде кандидат од оваа партија. Таа вели дека била дел од шарената револуција. Уште подобро да разговараме што е тоа правда. За мене тоа би било уште пред 3 години, кога веќе режимот, условно кажано, падна, правда ќе беше доколку судовите ставеа време на мерка на работа на партијата, а не таа да продолжи да работи и се направеше темелна истрага во низиното особено финансиско работење. А дополнително и како тоа се рефлектирало кога тие луѓе поседувале некаква функција, државна функција и како понатаму ги злоупотребили ингеренциите. Додека тоа не се случи, јас, барем за мене, таа партија има преголема дамка за да ја сметам воопшто како политички играч. Сакам да знам од позиција, бидејќи сепак станува збор за професор од правниот факултет, да ги појасниме овие работи, затоа што имаме одговорност и јас, сега како иницијатор на Мегдан, и таа како представник за председател на Република Македонија, да разграничиме што е правда, бидејќи во слоганот стои. Да. Не би сакала да навлегувам понатаму, меѓутоа да, имам уште многу прашања до двајцата кандидати, особено за нивните флоскули на кампањите, кои што искрено ме запрепастија, празни зборови или повикувачки, едните како во војна, да не речам татковината повикува каде само, не знам, например, другите одиме напред. Мислам, заедно одиме напред, заедно може да значи се, може да рипнеме заедно или од зградава, или ставате да, значи заедно. Ја спомнав критиката, ставате еднаквост, равенство на двајцата кандидати. Тие се предложени од партиите, овој систем очигледно се уште го препознаам ВМРО како партија која што треба да кандидира извесен кандидат на овие избори и не можеме да избегнеме, едноставно да игнорираме таа страна и да чекаме реформа на судството, па кога тоа ќе се случи, па дали партијава ќе биде проверена или не. Ќе изгубиме време, додека тие ќе го заземат и јавниот простор, и јавната дебата, пропагандата и се она што нас до ден денеска како граѓани меѓусебно не дели, односно не можеме да најдеме НЗС како да се здружиме кога е потребно за повисоки општествени цели. Потоа една од критиките до вашава иницијатива е дека дел од иницијативава на шарената всушност представува потписниците се во моментов, дел од нив се всушност длабоко инсталирани сега во власта, добиле функции, фотели, ги уживаат сите привилегии на оваа власт. Би сакала да потсетам дека без разлика на личните мислења, кога стануваше зборот за шарената револуција, имаше максимална инклузивност, па дури тогаш имаше луѓе за кои што бевме свесни дека се или на некаков начин се од власта или пак се десно ориентирани,
толку бевме разновидни, заради таа инклузивност и успеа движењето. Не би сакале да бидеме оние кои што ставаат етикети некому или забрануваат ова може, она не може, затоа што немаме такво право. Секој може да влезе во иницијативата. Отворена иницијативата на Facebook, може да ни пишете, додете го моето име. Мене навистина не ме интересира од каде сте. Го читате текстот, ви одговара, името и презимето, повелете. Ако не сакате... Колку е сега? Колку е бројот не знам кој е веќе бројката, но мислам иницијаторите? Доста голема бројка собравме во однас, добиваме редовно, ја обновуваме листата, додека сум тука, односно пред да излеземе, веќе добивме 3 нови поддржувачи и сега веќе не знам, бидејќи сме на емисија, како се одвиваат работите, меѓутоа да и се радувам дека се пројавува интерес кај луѓето да не се занимаваат со тоа кој каде лежи, како лежи, затоа што искрено последиците се лични од своето однесување. Така и сега. Не можеме да разговараме, не може јас да му забранам на некој човек да дојде или не, без разлика на моето лично убедување или мислење кон таа личност. Морам да си го оставам на страна, затоа што ова е за повисока општествена цел и не ми можам да дозволам да едноставно се судира со моите принципи од шарената револуција. Добро. Јасмина Голубовска, дел од шарената, ви благодарам што бевте гостин. Благодарам што ме поканивте и поздрав до вашите гледачи. Благодарам.